моето срце, љубовта Твоја. Исусе, лекува се, нека се преточи во моето срце, љубовта Твоја, лекува се. Летај, летај, душо моја, на крилјата на љубовта. Летај, летај, душо моја, кај татото во вечноста. Таму одам пругоре, Христе Боже, кај Тебе. Таму одам пругоре, Христе Боже, кај Тебе. Таму горе в небеса, таму горе в небеса, Царство Божјо ме чека. Видете, дали вие одите таму, по десната патека, по духовната патека, од десната страна во силата Исусова, или одите по својот пат, широкиот пат, Бродвеј, што води во пропаст, тука е разликата. Дали живееш ти само за овој живот овде, на земјата? Сакам да знаете, драги пријатели, дека радосната вест што јас ви ја проповедам не потекнува од човек. И ова учење, овие стихови, ова проповед што не потекнува од човек. Таа слегува од духот, тој зборува, тој е тој принцип. Како да бидеш заедно со него. Драги пријатели христијани, пријател Божји му поверува Авраам на Бога, му дада уште едно А. И стана пријател Божји, да му поверуваш, да му се предадеш, да му се подадеш, да се заљубиш во него. Да оставиш се земно. Драги пријатели христијани, да ви дадам еден пример од секојдневноста. Ова е 601 завет, те сакам Господи Исусе Христе, не зборувам јас, Христос зборува од мене. Нека слезе Твоето слово, Татко, во името Исусово и да ги допре сите оние кои имаат отворено срце, да живееш во нив, да им го исчистиш срцето, да излезе од срцето човечко се што не е од Тебе. Ако 20 луѓе склучат договор, никој од нив не може да отстапи од нив, ниту пак нешто да додаде кон него. И сетикаме, бевме в ние служба, дојде една група, 5-6 луѓе дојдоа скоро, 5, од друга една заедница која е така, харизматска со духот, но сепак нема дух. Пазете сега, ти вика, нели по благодат сме спасени? Видете, благодат сте спасени. Спасен си за да примиш сила и да ги исчекориш тие последни чекори, времето на милост од пустината кон ветената земја. Ветувањето му беше дадено на Аврам и на неговиот потомок. Светото писмо не вели на твоите потомци да се какво да се повеќе мина, туку вели на твојот потомок, тоа е Христос, ќе се појави во твоето семејство. Затоа е Христос потомок на Аврам, за да разберат што значи роднинство, дека од тебе произлегува. Ти дава да разбереш што значи да имаш татко на земја, на небесата и деца на земјата. Роднинството да го разбереш. Значи, сакам да кажам дека Мојсеевиот закон не може да го промени или поништи ветувањето, што Бог го даде 430 години пред да му биде законот на Мојсеј. Значи, долго време ги чекаше израелците, избра еден народ, ги чекаше, ги правеше, на крајот го раснува. Потоа избра друг народ, ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. Дојде македонецот, дојди во Македонија и помогне ни. Денеска Израел и Македонија во слична состојба на негирање. Пазете. Значи, ако добивањето на наследството зависи од придржување кон Мојсеевиот закон, тогаш Божјото ветување не би играло никаква улога. Значи, тој сепак се држат до Стариот Завет тие 10 Божји заповеди, а знаеме дека Бог му подари на Аврам наследство врз основа на своето ветување.
И тој ме прашува после службата дали тоа благодат нели еднаш за секогаш. Да, еднаш за секогаш е благодатта. Но ти треба претходно да ја наполниш благодата, да не остане празна, како што вели апостол Павле. Словото да не биде без дух, да биде празно и тоа. Да му покажеш љубовта своја со своите дела, какви дела? Па во сооднос со другите кои не те љубат. Тогаш зошто постои Мојсеевиот закон? Тој им беше даден на луѓето да сватат дека се грешни, дека никој не може да се спаси. И денеска некои религии кои се базираат на тој закон немаат сила до крај да исчекорат кон Исус. Тој беше на сцена се додека не дојде потомокот за кого беше дадено ветувањето. Постои уште една разлика. Ангелите му го дадоа законот на Мојсей, кој беше избран. Тој им го пренесе на луѓето. Посредник е потребен кога има две страни, а при ветувањето дадено на Аврам, Бог действуваше самостојно. Значи, Аврам директно. Тој сега веќе има друг договор со Мојсей, веќе има посредник, поставува учители. И затоа вели на Мојсеевиот стол седнаа фарисеи и садукеи, тие одбиваат тој да им постави учител, сами си бираат учител, така да отпорот во некои заедници, ајде во заедницата ќе зборувам за ова, јас не велам дека е таа правата, но знам дека е на Исус, не е моја. Отпорот кон водачот на заедницата е отпор кон Исус, бидејќи ти не можеш да го видиш. Тоа е целата суштина. Дали законот е во спротивност со Божјото ветување? Никако. Ако Мојсеевиот закон можеше да ни даде живот, 10 Божји заповеди, тогаш луѓето ќе се помируваа со Бог со придржување кон законот. Но не можат, немаат сила. Светото писмо меѓутоа вели дека сите сме заробеници на гревот. Пазете го тој момент. Па единствениот начин да го добиеме она што Бог го ветие преку вера во Исус Христос, соединување со Него, возлюбување, да ти се насели во срцето, да примиш дух, да се откажеш од стариот себе. И има повеќе патеки. Често ја кажувам таа патеката на евнухот. Па единствен начин Бог преку вера во Христос, пред да ни се објави верата во Христос како начин да бидеме прифатливи, да се промениме. Законот не чуваше како затвореници под свој надзор. Знаеш дека не можеш, дека си грешен, па правиш колеш, грлици, птици. Се мачкаш со крвта. Сега имаме крвта на самиот Бог, кој во дух беше присутен, Таткото небесен во Исус Христос, кога го распна. Прости им, татко, не знаат што прават. Потоа тој во 16, пред 16, 9, 15, мислам 17 беше, вели ќе изберам народ што ќе го прослави моето име. Потоа во 16, 9 дела апостолски, нели? Ноќеска сонував еден сон, пред мене стоеше еден човек, македонец. Видите, тој поим македонец денеска е поим на сатанска поделба. Грците не ги дадат македонци, сакаат да ја земат да го уништат народот, зашто ја земале тие земјата, дојдени се од избркани се од турците таму од Мала Азија, маџири. Тука се бугарите кои еднаш велат нема македонци, тие сакаат да ја земат целата историја и селата. Тоа се албанците се ако измислуваат своја историја. И тука има ликови на народни херои кои се потекнуваат од Македонија, кои се етнички македонци, припадници на други народи. На крајот остануваат и србите со кои некако имаме нај однос, бидејќи веројатно сме се разбрале дека нема разлика меѓу човечките срца ако се исполнети со љубовта Исусова. Знаете, дали го знаеш и го читаш Словото? Добро прашање. Го знам ја Словото, сум го прочитал. Кој го знае и го спознал Бог? Таткото. Дали го знаеш Словото или го живееш Словото? Е, тука е таа раскрсница. Дали Словото живее, оживува, те оживува внатре тебе, внатрешен човек, духовен човек, да добиеш свадбена облека. Дали го користиш Словото за молитви, во сила, сведоштва? Еј, сведоштва сега каде? Ослободување од демонски стеги. Дали му дозволуваш да се насади Словото во тебе, нели? По принципот бесплатно добивте, бесплатно давајте. Ете, бесплатни се молитвите, ама мораш првим да поминеш на тука на некој да платиш нешто. Исусе те сакам. Исусе те сакам. Дали добиваш, даваш бесплатно? И ти се даваш бесплатно, комплетно во владење на Господ Исус Христос. Видете,
бидејќи тој принцип не функционира нешто, и ти имаат заедници, освен оваа големата заедница која наплаќа услуги и се бави со некои македонски народни обреди од неолитот, антиката. Видете, формирани заедници со пари од некаде, бидејќи ти не можеш самиот да обстанеш, поставени луѓе од луѓе, поставено што ќе се зборува, тука нема дух, човеку, свети, го има духот на овој свет, бидејќи вие сте во заблуда, не го знаете учењето на Светото Писмо. Не можеш да го знаеш ти. А не ја знаете ни Божијата сила. Силата треба да биде. Не дојдов да ви зборувам се убави зборови, во сила, и тие што се будни во срцето од другата страна се ќаваат сила. Марко 12:24. Никој не го знае Бог. Мисли, љуби освен преку заедништво со Светиот Дух. И кога ќе дојде Духот, мене ќе ме прослави. Ти нема да се срамиш од Бог, од Таткото. Ќе зборуваш, ќе имаш откриена глава, ќе се знае дека твојата глава е Исус, глава на Исус е Отецот. Ти ќе бидеш син Божи, заедништво со Светиот Дух, заедништво. Пред тоа поуката, 7 браќа има една жена црква и не оставија потомство жената црквата. Ајде да ги наречеме православни, католици, протестанти. И кои имаме други уште? Муслиманство, будизам и други, 7. Ајде, ставени се како број. Значи, ти имаат една жена, не оставаат потомство. Зошто? Па затоа што потомство се остава ако ги донесеш луѓето до Исус да станат синови Божии, водени од Духот Божии. Не да бидат мртви луѓе телесни. Чија жена ќе биде по воскресението со оглед дека им била жена на 7 браќа? Или цркви без дух? 12:22. Чија е жената и црквата? Само на Господ Исус Христос. Црквата е на Исус. А не викаме, ако црквата, например, заедницата не е наша, кога луѓето ќе воскреснат од мртвите, од материјалниот свет, кога ќе преминат, нема да бидат ни женети, ни мажени. Тие ќе бидат како ангели на небесата. 12:25. Тој е оној сон кој го има секој човек, дека паѓа и лета. Знаете, кога си паднал овде, заедно со Таткото, на духот на овој свет, сатаната, време на милост, еден татко имам, Таткото на небесата. Имаш да се покаеш, да побараш прошка од Отецот. Значи, сатаната е фрлен на земјата, се побунил, јас сум Господ. Тој е целиот проблем, отпор кон Господ, кон Таткото. Ти сакаш да бидеш Господ, ти да си решаваш самиот. Со 1/3 од ангели демони има малку време, имаш малку време, ти си тука. Зошто си тука? Ти си тој паднат ангел. Или ако не си, не знаеш, испуштен ангел, како Јован, еве јас го праќам мојот ангел пред тебе. Време на милост да се покае, да побара прошка од Отецот и Господ Исус Христос. Значи, тие се живи и не се мртви. Зашто Бог, Таткото, не е Бог на мртвите, туку на живите. Вие сте во голема заблуда, 12:27, кога се дава почит кон мртвите, се прават годишнини од умрено. Тоа е погрешно. Тие се живи, не се мртви. Вие не може повеќе да умрете. Ти правиш култ кон смртта наместо култ кон животот. Па ќе речеме, сега имавме 50-ница, празник, големата заедница на македонската народна обредна култура. Има 3 празника. Едниот е рамнодневница од времето на Кокино. Во ист ден, другиот е задушница од античка Македонија, месецот се викал Дајси, и кај старите македонци оставале лични предмети во гробовите, знаеле дека има задгробен живот, не знаеле за Исус. И третиот е 50-ница, кога Светиот Дух после 50 дена слегува кај апостолите, кога Исус им рекол: останете во пост и молитва на едно место пред нозете Исусови. Отецот му јавува на Мојсеј, ете тоа е тоа. Му јавува на Мојсеј во разгорена грмушка, му се јавува во пустината. Отецот избира водач кој го обскрбува за служба со се. Тогаш он живее, е жив во неговото срце, тогаш Словото е живо, не е слово кое убива, туку е дух и живот, не е со човечко мудрување. Со човечко мудрување не може да се дојде никогаш до Отецот. Тогаш тој поставувал, Мојсеј е поставен, имало посредник, значи. Во Аврам директно му се јавува. Аврам, нели? Во Аврам
директно, сега имаме посредник за да се направи завет, закон, како што рече договор. Тоа е Мојсей и тие после Мојсей сами си бираат на Мојсеевиот стол седнаа книжници и фарисеи, тие сега проучуваат и кажуваат како треба, значи поставени од луѓе и затоа црквата е мртва. Да се сака Бог Отецот со сето срце, разум и снага и да се сака ближниот како себе си, имаме еден закон, е повредно од секаков вид жртва. Марко 12:22 има тој стих кој нема милост и за него ќе нема милост. Знаете, да се сака љуби е сето знаење. Да се сака и судот ќе нема милост за него. Размисли што правиш. Да се сака е љуби е сето знаење што ни е нужно. Тогаш ќе имаш силата, љубовта е силата. Да се познава Исус значи да се љуби Исус. Да се љуби, да живее во заедништво во твоето срце. Тогаш ти не си далеко од Божиото царство. Марко 12:34, царството Божие е внатре во тебе, духот е во тебе, Исус е во тебе. Царството Божие е внатре во тебе, љубовта е во тебе и со тебе. Исус е во тебе и со тебе. Ако Исус живее во твоето срце, ти ќе бидеш многу милостив, долготрпелив, ќе имаш љубов за сите и ќе те води духот, ќе има материализација на духовната сила. Значи, знаењето е во силата на љубовта. Како можат вероучителите да тврдат дека Месијата Исус му е син на Давид? Значи, зборуваме дека Господ бил евреин. Тоа е интересен момент. Кога самиот Давид, потиснат од Светиот Дух и во Стариот Завет имало Дух, рекол, му рече Јахве на мојот Господ. Пазите сега. Седни од мојата десна страна, тоа е порака за секого од нас, додека него соборам твоите непријатели под нозете твои. Значи, Давид му рекол, ако самиот Давид го нарекол Месијата Исус свој Господ, како може да му биде син? Марко 12:35-37. Ето, не може. Тој само е искористен, даден е тој однос со Аврам и со Мојсей, за да разбере телесниот човек, со срцето да разбере што значи роднинство, дека сите сме деца на небесен татко, а ти имаат свој татко, татко на лагата, сатаната овде на земјата, затоа сите лажат, крадат, сакаат да прават, озборуваат, сакаат да урнат, си ја бараат својата правда, сакаат сите да владеат. Исус дојде да служи. Така и вашето женско идолопоклонство, ако не може Давид да му биде татко. Он не роди. Женско идолопоклонство кон онаа која го родила Богородица е богохулие. Тоа е пренесено од античка Македонија, фреска со Исус, условно речено и Богородица, која е пресликана во православието по соборот во Никеја. Има во Дион, светиот град на македонците, 200 години пред да се појави Исус Христос на земјата. Така не може таа да му биде мајка, исто така. Тој само се овоплотил преку неа, искористен е некој ангел. Се враќаме на седни од мојата десна страна, додека не ги соборам твоите непријатели, мораш да бидеш со него. Не можеш самиот. Под нозете твои, Марко 12:36, дали седиш во неговата преградка од десната страна. И ние често имаме тој момент, им објаснувам на луѓето. Одиш во некоја заедница, имаш отпор кон водачот. Ако е поставен од Таткото Небесен, како Мојсей и Исус, ти имаш проблем со Светиот Дух и ќе треба да отплакаш. Ако е телесен, нема никаков грев. Тогаш подобро да заменеш, бидејќи е слеп кој ќе те води во јама. Но како ќе го откриеш тоа? Треба да го молиш Исус. Имам една група, Ничкум си ги викам. Ничкум. А не смеат да зборуваат за Исус. Можеш да ги поттурнуваш. Имаме стихови дека Исус не роди преку Словото на вистината. Исус роден од живо Слово, оживеан во Словото, наречен е живо Слово, натопено со крвта во Откровение. На почетокот беше Словото, на се, он е почеток и крај. И Словото беше во Бога. Јован 1:1, Словото стана тело, ето тој е целиот, и се всели во нас, полно со благодат и вистина. Јован 1:14, значи вселување на Словото, на ова живо Слово во твоето срце, да те оживее во дух. Тоа е тој процес, затоа ти е потребен некој како Мојсей, не поставен од луѓе, поставен од семокниот татко. Ако сеќаваш дека има некаква сила и мир доаѓа во тебе, дојдете при мене, вели Исус, сите изморени, обременети. И Исус, односно јас, во истој зборува преку некого, ќе ве успокојам. Дали е потребен, ти е потребен спокој. Значи, Исус е во пазувите на Отецот,
Бога никој никогаш не го видел. Единородниот син кој е во пазувите на Отецот, тој го објави, Јован 1:18. Значи, никој никогаш не го видел, како го насликавте тогаш. Насликавте. Исус е во пазувите на Отецот, не е во Богородица. Отецот раѓа со Слово кој е дух и живот. Дух и живот е тоа. Не е само без дух, Словото е мртво. Дали го знаеш Словото? Мислиш? И го озвучуваш само со умот или го живееш во срцето? Или ти е живо во срцето, зашто тој не роди, тој кој е тој таткото по своја волја. А јас се, например, прашај се самиот, која волја исполнувам, мојата или неговата, која волја ја живеам или цитирам. Тој не роди преку Словото на вистината, тоа е ова Слово. За да бидеме први пред неговите, меѓу неговите созданија, Јаков 1:18, он раѓа, он дава живот, здив и се. Да бидеме нови созданија, живот, здив и се. Друг препев вели, на собрана злоба, отврдувајќи од себе си, он не роди негови созданија, значи, живот, друг препев вели, ни даде ново раѓање, новороден, богороден, затоа отврлувајќи од себе си секаква нечистотија и насобрана злоба. Тоа е тоа што треба да го изработиме, да го отвориме срцето, да се исчисти. Со кроткост примете го насаденото Слово. Како ќе го примиш ако ти мислиш дека знаеш, ти мислиш дека си спасен, ти мислиш дека си над другите? Не можеш да примиш, мораш да имаш учител поставен од Него. Ако јас не сум поставен од Него, ако не сеќавате дека има живот и здив во овие слова, одете слушајте некого другаго. Видете, по делата ќе ги познаете. Со кроткост примете го насаденото Слово кое може да ги спаси вашите души. Јаков 1:24, ова 6-1 завет за слава Исусова, ако е од Бога, ќе остане, ако е од луѓе ќе пропадне. Насаденото Слово во срцето, друг препев, пораката што Бог ја насади во нашите срца и што може да не спаси од што? Од гревот, од самите себе. Да не спаси од стариот човек, да не спаси од овој лажен свет, што татко е ѓаволот, тие лажат од почетокот. Дали го зборуваш само или го живееш Словото? Прашање е сега. Дали го знаеш Исус или го љубиш Исус? По нешто знаеме и по нешто пророкуваме, а кога ќе дојде совршеното, ќе исчезне делумното, минливото. 1 Коринтијаните 13:9-10. Така е тој момент. Дали го знам Исус, а Словото во умот, или го живеам во срцето? Тоа е прашањето. И тогаш вели, тогаш ќе бидеме лице в лице со Бог Таткото и ќе ни стане јасно дека се што знаеме е нецелосно. Тогаш ќе разберам како може да се знае, односно како ме создал, љуби, познава Таткото мој. Како дете се враќам кај својот татко, татко, погрешив пред тебе и пред небото. Те сакам, Господи Исусе Христе. Значи, тогаш ќе знаеме кој раѓа, кој спознава, кој учи, кој решава, кој љуби, кој ни исцелува. Исусе, на помош. Те сакам, Господи Исусе Христе. Ти благодарам што вие живи слова ги излеваш, што се отвораат небесата и Твојата сила слегува. Оставам се во Твоите раце, моето срце и душа, заедницата со трудници, родители, роднини, пријатели, браќа, Македонија и македонска земја и сите наши соседи. Те молам да се покајат, да не веруват во грев. За секогаш Исус, на секаде Исус, во секого Исус, од земјата до небесата, Господи Исусе Христе, со Тебе можам да направам се. Сакам да го направам тоа се со Тебе. Бегај од нас, Сатано, во името на Господ Исус Христос и не враќај се повеќе. Се што е од Исус нека остане кај секој еден од нас. Се што не е од Исус да си замине веднаш. Не за сатаната и смртта, да за Исус. Во секое срце, во македонскава земја, во сотрудници. Амин, амин. Те сакаме, Господи Исусе Христе. Во секое срце Исус. Амин. Оставам се земно, Исусе.